Струмичката општа болница цела грејна сезона е префрлена на газ, а мерната станица во дворот на оваа установа не ги намали драстично вредностите на загаденост на амбиенталниот воздух, како што се очекуваше. Иако вината за енормното загадување во градот се препишуваше и на болницата, сепак се чини дека одговорноста е на друго место. Советникот Ѓорги Танушев, кој доаѓа од граѓанските еколошки организации, вели дека може да се посочат повеќе адреси за одговорност. Проблемот е во нешто друго. Значи, кога имаме пикови на загадување, тоа обично се случува кога климатските услови подразбираат температурна инверзија, котлината се затвора како овенец и удишеме оно што го емитуваме цело време. А емитуваме, значи, да би рекол 50% е загадување од домакинствата што греат, 50% е индустријата заедно со автомобилите. С оглед на нивото на азот диоксид, што го гледаме од мерните станици, би рекол, значи грубо, ова треба да има посебна анализа, за сигурно, би рекол дека автомобилите од ПГ-то околу 20% вкупното загадување, баш поради нивоата на азот диоксид. Тануше вели дека потребна е реорганизација на општината кога станува збор за справување со сите еколошки предизвици. Тој подготвил план и ќе бара поддршка за него пред советниците на општина Струмица. Но тука се индустријските капацитети, кои што ќе кажем дека за жал никој не ги контролира веќе со години. Индустријски капацитети кои имаат Б интегрирана еколошка дозвола подлежат директно под општината. Но со знанието од она што го знам јас е дека Струмица изминатава година и пол практично и немало, де факто немала инспектор, бидејќи тој што имал болест, не бил во состојба да биде, а нов инспектор се назначи пред прилика месец и пол-два со целосни надлежности. И тука е таа една од слабостите, значи кога имаме такви проблеми, тоа треба малце понавреме да се реагира, да се правит планови што ако нешто се случи, да не се остане баш во ваква ситуација. Активистите кои го следат загадувањето во градот велат дека последниве 2 месеца има намалена загаденост на амбиенталниот воздух во Струмица. Според нив, причина се зачестените контроли и казни за граѓаните кои горат кабли за бакар.